Прилепски комуналец и покрај битката со наследените долгови од претходното раководство, извршните решенија кои им тропаат наврата, енормно зголемените сметки за струја, како и со сеопштата криза која удри врз земјава, сепак успева да го осовременува сопственото работење. Со помош на општина Прилеп од Бирото за регионален развој набавена е нова, современа 9-тонска цистерна за одржување на градската хигиена во вредност од околу 100.000 евра. Возилото е од голема важност ако се знае дека добар дел од постоечкиот возен парк во ова предпријатие датира уште од 80-тите години и е веќе амортизиран. Ова 9-тонска цистерна, која што е добиена со аплицирање преку општина Прилеп за проектот подобро одржување на јавно-прометните површини, а се разбира и одобрена од Бирото за регионален развој. Сега имаме 3. Двете се од постар датум, ова е ново возило, нема да биде лошо да има и уште едно ново возило, во иднина се надеваме дека ќе го добиеме. Во исто време, веќе интензивно се работи и на набавката на специјализирано возило за современо заловување и соодветно третирање на кучињата скитници, кој е еден од горливите проблеми со кои се соочува градот. За сега заловуваме кучиња на еден стар примитивен начин. Со таа додатна опрема, пнеуматска пушка, кучињата би се заловувале многу поедноставно, што значи дека кога би ги добијале возилото со комплет опремата, во наредните 2 до 3 месеци, таа проблематика ќе биде решена на највисоко ниво. Нема да има кучиња скитници. Инаку, јавното комунално предпријатие Комуналец од претходното раководство наследи долг од околу 820.000 евра. А со извршно решение од 5 август, предпријатието се задолжува да исплати околу 6 милиони денари за неприфатени фактури и непримена стока од оперативно-техничкиот оддел за 2 половни возила за метење и чистење на улици, а за кои возила уште во 2019 година било констатирано дека се неисправни и нефункционални.